Во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев вчера вечер беше отворена биеналната изложба на цртежи скици 2022. На изложбата учествуваа 14 академски ликовни уметници од Куманово. Осмото издание на скици представува континуиран напор за реализација на идејата цртежот како ликовна дисциплина и понатаму да биде актуелизиран и промовиран пред пошироката публика и ликовната критика. Навистина ни е чест што сте вечерва тука на отварање на ова предпоследна изложба од годишната програма на Министерство за култура Скици 2022 Куманово. Навистина ни е чест што ги гледаме тука овие слики на млади, креативни кумановски уметници и верувајте со кои директори да сум зборувал, на кои настани да сум бил досега, на неколку ликовни колонии, сите ми имаат потврдено и ми имаат кажано дека последниве 5-6 години во Куманово станува навистина расадник на млади, талентирани уметници и тоа навистина се гледа според овие денешни слики. Личниот творечки печат на кумановските автори од повеќе генерации, како и специфичниот третман на цртежот, се главната карактеристика на оваа цртачка збирка на 30 на цртежи во различни формати, но она што ги поврзува е секако афинитетот кон креативното изразување, слободата која што ја дава цртежот, како и специфичната ликовна естетика креирана инстантно и непосредно, велат надлежните. Изложбата ја отвори уметникот Стефан Јакимовски, редовен професор на Факултетот за дизајн и мултимедија при ФОН Универзитетот и основач на катедрата за графички дизајн на истиот факултет. Скица е основа на секое дело во скоро сите уметнички дисциплини. Во архитектура, во филм, во ликовната уметност и дизајнот е скоро невозможно да дојдеме до одредено визуелно решение без скица. Скицата е крокирање на контура на просторот, карактер, метафоричен приказ на времето. Просторот опфаќа форма, мостра, текстура, контура и боја. Карактерот опфаќа конотирање на намерата, неговото учество во било каков статичен или динамичен приказ. Додека пак метафоричното представување на времето воглавно ги опфаќа визуелните перцепции на сетилните дразби и возможува да представиме форми на мирис, вкус или пак допир. Скицирајќи постојано, скицирајќи ги своите идеи, еден убав ден на наше големо изненадување ќе дознаеме што сме и најдобро ќе го осознаеме сопствениот карактер. Со своји цртежи на изложбата Скици се представи и ликовната уметница Валентина Илиевска, која што реализирала повеќе самостојни изложби во земјава и странство, а учествувала и на многубројни групни изложби и меѓународни ликовни колонии, член е на ДЛУМ и на ИКОМОС. Гледам да биде тоа разнолико, да биде разиграно на некој начин. Гледам да не се повторувам. Ми е драго што некој ќе се пронајде во делата. Тоа ми е нешто стварно едно големо браво или една така заслуга. Повеќето го имам кажано во интервјута дека повозрастната група од публиката, повеќе сака нешто што е фигуративно, што ќе го разбере, што ќе го прочита, како порака, а друга која ќе го видат тоа, малку дел од фигуративното, нешто од Баухаусот, конструкцијата и конструктивизмот, така да тоа ми е некако почесно кога ќе ми се допадне моето дело. Колку и да не се разбира тоа, ама тоа е добро од таа страна, од естетското што им се допаѓа. Па покрај тоа, не знам дали и претходно напоменав, знам дека ме прати публиката и слично. Го изработувам сега мој докторски труд, уште сум, да кажам, студент за школа на докторски студии. Не се откажам од исто мојата љубов и од ликовната уметност и од применетата уметност, усвари од конзервацијата и од реставрацијата, без разлика дали некој ќе има да понуди некоја слика дома, домашна колекција, дали икона, дали ќе се наслика, реставрација од старите рамки од гоблени, нешто така, например, што е од артефакт, што од уметнички карактер, тоа го реставрирам, едноставно да го имам тој континуитет, да не бидам забран, а ја и самата да не се заборам. И ликовниот педагог со графика Александар Стефановски учествувал на повеќе групни изложби и меѓународни ликовни колонии, а има реализирано и 3 самостојни ликовни изложби. Учествувам затоа што скици самите по себе и скицата како уметнички начин на изразување е недовршено уметничко дело, па може да се
примети мислата на авторот на која страна ќе оди и како ќе биде изведено уметничкото дело, што не мора да значи дека ќе води по тој пат. Затоа се наоѓаме на раскрсница на која уметникот застанал и мисли дека заглавил, но всушност имаме едно уметничка ликовна творба за гледање. Овдека сум представен со две, едната е молитва, едната е мисла, две работи кои што се прилично интересни затоа што почнуваат на М, а од друга страна и мисла и молитва се начинот на кој што размислува човекот. Дали мислата ќе се помоли или молбата ќе биде мисла, и оставаме да видиме за гледачот да си пресуди. На изложбата годинава со своји дела учествува и академските ликовни уметници Зоран Јакимовски, Дејан Арсовски бабата, Зоран Арсовски бабата, Милена Арсовска, Симона Јакимовска, Мухамед Али Алили Дали, Ханифе Ислами, Ана Јовановска, Стефан Анчевски, Марија Величковска и најмладата ликовна уметница Симона Димковиќ, родена 1996 година во Куманово. Дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во 2019 година, оддел ликовна педагогија со насока графика во класата на професор доктор Трајче Блажевски. Димковиќ учествувала на повеќе групни изложби.